Туризмот и угостителството можат да бидат неповратно оштетени и голем број ентитети од овој сектор да згаснат, доколку итно и неодложно не се исплати поддршката предвидена со петиот пакет на мерки и не се обезбеди дополнителна директна и неповратна финансиска помош, предупредува Туристичко-угостителската комора при Сојузот на стопански комори на Македонија. Предпријатијата од овие сектори остро реагираат поради задоцнетата имплементација на последниот пакет на економски мерки. За секторите кои бележат пад на прометот над 80%, а во некои дејности падот е и 100%, оваа помош е повеќе од неопходна. Поддршката за исплата на платата за јануари воопшто не е предвидена, а за месеците февруари и март, иако досега веќе требаше да биде исплатена, се уште се чека на донесување на законската регулатива која е неопходна за имплементација. Состојбата дополнително се влошува и поради тоа што носењето на новите рестриктивни мерки кои значат речиси целосно затворање на објектите од угостителството, дел туризмот и сродни објекти не е проследено со дополнителна финансиска помош. Рестриктивните мерки за заштита на здравјето на граѓаните се пред се, но сметаме дека паралелно со нивното носење треба да се креира и додели соодветна помош за предпријатијата. Вице-премиерот пак за економски прашања Фатмир Битики тврди дека ќе има државна помош за секторот на гастрономијата. Тој изјави дека владата ја прави последната анализа на моделот што ќе го примени и ќе ги собира на новите податоци за прометот на компаниите од областа на гастрономијата кои се застегнати од неодамнешните мерки на владата. Ќе покриеме дел од изгубените приходи во овие 2 недели од гастрономските капацитети. Ние правиме последни пресметки за тоа колкав ќе биде процентот на покриеност на загубата на приходот. Но ова се случува за прв пат, модел што го применуваме, но сметаме дека тоа е модел што навистина ќе помогне малку во загубата што ќе ја имаат. Ќе ја споделиме загубата и со работодавачите и со нас како држава. Сметаме дека ова е малку поправеден модел во даден момент, рече Битики.